Председателот на Француската тениска асоциација Бернард Гудичели објави дека Марија Шарапова нема да биде меѓу поканетите за учество на тенискиот гренслем Ролан Гарос во Париз. Русинката предизвика незадоволство помеѓу колегите поради трите покани кои ги доби за турнирите во Штутгарт, Мадрид и Рим. Гудичели пак посочи дека покана за Марија Шарапова ќе ги подкопа напорите за борбата со допингот кој ги вложува Француската тениска асоциација и ќе нанесе тежок удар по незиниот имидж. За потсетување, Марија Шарапова беше суспендирана 8 месеци поради користењето на недозволената супстанција мелдониум. Новак Џоковиќ претрпе пораз од Ник Киргиос со 6-7 и 5-7 на турнирот во Акапулко, Мексико. Австралиецот сервираше 25 аса во средбата, направи еден брейк и не сгреши ниту еднаш на свој сервис, за да стигне до успехот против вториот тениски рекет во светот во првиот надпревар помеѓу двајцата. За место во финалето Киргиос ќе се сретне со американецот Сем Квери, кој го елиминираше актуелниот шампион на турнирот Доминик Тием со 6-1 и 7:5. Во кошаркарската Евролига се играат надпреварите од 24-то коло. Фенербахче стигна до втората победа поред по поразот од Дарушафака. Тимот на Перо Антич имаше незгодно гостување во Кунас кај Желгирис. Турскиот состав, предводен од Желјко Обрадовиќ, славеше со 67-76 во меч со голем број на пресврти, а на крајот пресуди искуството на фаворизираниот состав и актуелниот вице-шампион на Европа. Фенербахче клучната разлика ја направи во третиот период, која доби со 25-17, а потоа немаше поголеми проблеми да ја одржува предност во одлучувачкиот период и да запише нова победа. Перо Антиш за 15 минути игра на паркетот постигна 3 поени, 4 скока и 1 асистенција, а неефикасен беше Удох со 16 и Богдановиќ со 14 поени. Олимпијакос им се врати на победите откако на гостински терен во Тел Авив го победи тимот на Макаби со 71-82. Составот од Пиреја сосема заслужено стигна до победата, а предноста константно ја градеше од првата до последната четвртина. По првото полувреме Олимпијакос направи позитива за во вториот дел дополнително да ја накачи и на крај да слави победа со двоцифрена разлика од 11 поени. Грин со 16 поени беше најефикасен кај Олимпијакос, во чии редови 15 постигна Принтезис, додека кај Макаби прво име според поените беше Силвен Ландерсберг, кој даде 17. На другите средби Галатасарај го изненади Реал Мадрид со победа од 87-84, Црвена звезда го победи Бамберг со 74-60, а Басконија славеше против Олимпија Милано со 87-74. Завршија предвидени се 3 средби за комплетирање на 24-то коло. Во NBA лигата се одиграа 3 средби. Чикаго славеше против Голден Стейт со 94-87. Вице-шампионите на претходните 146 надпревари немаа забележено 2 порази поред, а таа серија ја прекинаа во Чикаго. Булси предводени од Батлер, кој даде 22 поена, 6 асистенции, 5 скока и 4 украдени топки, и Боби Портис со 17 поени, 13 скока забележаа значајна победа во борбата за плейофот во источната конференција. Кај Голден Стейт се почувствува отсуството на Кевин Дурент. Стеф Кари даде 22 поена, а Клеј Томсон 13 поени, но овие двајца погодија само 3 тројки од 22 обида. Демијан Лилард постигна 33 поени и го предводеше Портланд во триумфот над Оклахома со 114-109. Одличен меч одигра и Нуркич, кој имаше 18 поени, 12 скока и 6 асистенции и 5 блокади. Оклахома ја предводеше Весбрук со 45 поени, 8 скока и 6 асистенции, но останатите членови на стартната петорка заедно постигнаа само 12 коша. Феникс го победи Шарлот со 120-103, благодарение на одличната реализација од поле од речиси 60%. Крис со 17 и Барбоса со 16 коша беа најпрецизни кај победникот. Кај Шарлот, Кемба Вокер беше најдобар со 26 поени. За вечера во NBA лигата на програмата се 10 надпревари.